Тетовските комуналци штрајкуваат втора недела, а сепак дел од контейнерите во градот се испразнети. Обвинуваат дека локалната самоуправа плаќа приватни фирми да го собираат ѓубрето, наместо со тие пари да го решава проблемот. И денеска се собраа на протест пред управната зграда на ЈКП Тетово. Бараат исплата на заостанатите плати и придонеси. На некој предпријатието им должи за 4 месеци. Само со кажење ништо не бива. Пари ни треба. Платите ги сакаме, бончињата ги сакаме. 2012 мора да бидеме чисти. Додека не бидеме чисти, ние нема да излеземе на работа. А што ви беше ветувано? Ветуваното беше дека ќе ни пушти околу 3 милиони и нешто од општина, другото со нашите средства. Од наша страна, меѓутоа ништо тоа испадна спена вода. Ги молиме другарите ноќом што излагат да чистат градот, тие приватно, а со наши средства, со наш терет иде, ги молиме да не излагат, да ни се предружат на штрајкот. Кој го собира отпадот? Отпадот приватни луѓе. Приватни лица со сила ги терат. А кој ги плаќа нив? Тоа можем слободно да кажем дека од наша грб ќе се тргнат тие пари. Значи за нив има пари, за нас нема. Обеќањето што ни дада претседникот од општина, од тога нема ништа. Ние ќе идеме до крај, ние бараме од претседникот да ни даде платите 2012 да се очистиме и од тога ние не бегаме, нема да попуштиме. Од кога немате сини картони? Сини картони немаме од 9 месец. Од 9 месец, да. И тие си работат, ноќе ваѓаат работници што ги имат приватниците ги плаќат, уместо да ги плаќат нив, да ни дадат нас плати, тие прават бизнис. Со нашите пари прават бизнис со ѓубрето што собирани из градот. Како се живее толку месеци без плата и без здравствено осигурување? Без како се живее, ние земаме долгови низ дуќаниве и сме остали пари низ болниците кој отишол, кој имал пара се лечил, кој не се лечи приватно со чееви или без ништо. И имамо ни умре човек одавде, протестираше првиот човек. Нек ми падна овде, почнати да паѓат луѓе да више не можат да издржат, без јадење, од нервоза, од свет ваѓа тоа. А ние нема да отстапиме од тие барање да се чисти 2012 година, ние немаме. Док се си плаќат тие и сините картони нема да остапиме. Дали ќе го чистат со приватници градот или што сака нека прават тие, нека размислат кој е надлежен за тоа. Додека скроз за сите како што за еден тако и за друг, док свите овде што има нас 500 души, за сите не се исплати. Прво, пензионно здравствено и друго плати. Треше, нека не мисли градоначелник дека може да успее нешто што зема приватно луѓе. Тоа су само плаченици, негови. Директор исто тако. Немој да мисли, немој да се кријав, немој да лажу. Немој да лажу само. Ќе бидеме данас, има 5 милиона, имамо 500.000. Има 5 милиона, има 100.000. Па што ќе, овде са 500 души, 100.000, коме? Не може ни по 5 динара некоме да се даде. Граѓаните се жалат поради преполнетите контейнери. Во некои делови од градот се создаваат депонии, а ѓубрето се фрла на улица. Сепак ги поддржуваат вработените во комуналното. Во право се да штрајкуваат. Плата немале земено, 3 месеци, 4, колку. Во право се луѓето, нема што тука. Еве сега ја малце носам ѓубре. Треба да се собира ѓубрето. Секој ден треба да го собираат. Ја не сум од Тетово, меѓутоа што гледам на телевизија има ѓубре. Сигурно е тоа поради вработените во ЈКП, поради неисплатените плати. Наводно заради тоа, иначе да има ѓубре превише. Од Тетовската локална самоуправа се уште молчат за обвинувањата, но и за штрајкот. Молчи и директорот Ајет Мурати. Откако започнаа проблемите во предпријатието, не се појави во јавноста. Тетово повторно е во еколошка криза, втор пат за само 2 месеци. Комуналците штрајкуваа и во декември, барајќи неисплатени плати и придонеси.